Случајност што го промени светот. Каков изум може да инспирира парализирачки отров? Се започна во 1970 година. Американскиот офталмолог Алан Браун Скот ги проучувал методите за лекување на страбизам и тестирал нов лек – ботулински невротоксин, дотогаш познат како смртоносен отров. Сепак, тој ден се случило нешто што медицината не можела да го објасни. Брчките околу очите на пациентите исчезнале. Така настанал ботоксот. Доктор Скот во следните месеци се прашувал како бактерија што била откриена како резултат на труење со храна кон крајот на 19-тиот век може да има толку многу лековити својства. Дотогаш страбизмот се лекувал со операции кои биле сложени, скапи и честопати неуспешни. Тој сватил дека ако мускулот се опушти, окото може само да се врати во својата природна положба. Неговата апликација била успешна и првично лекот го нарекол окулинум. Она што не го очекувал била реакцијата на кожата. Потоа сватил дека примената на овој лек во мали дози всушност може да биде козметичка револуција. Сепак, неговата идеја не се проширила веднаш, бидејќи старењето наназад било спротивно на верувањата на општеството во тоа време. Во меѓувреме, тој ја продал идејата на фармацевската компанија Алегран. 2002 година фармацевтите со години се обидуваат да добијат одобрение за употреба на ботокс и за естетски цели. Конечно, администрацијата за храна и лекови рече да. Испеглани брчки, она што првично било несакан ефект, стана најбараната естетска процедура, а клиниките за убавина почнаа да се отвораат низ целиот свет. Во годините што следеа, ботоксот стана еден од неопходните естетски и медицински третмани што влегоа во нашето секојдневие сосема случајно.